Почитуван председател на Собранието на Република Македонија, почитувани пратеници, согласно член 94 од Уставот на Република Македонија, го поднесувам овој предлог за избор на министри во ресорите правда, економија, образование и наука, локална самоуправа, животна средина и просторно планирање, како и министри без ресор задолжени за спроведување на рамковниот договор за европски прашања и за привлекување на странски инвестиции. Станува збор за ресори кои се испразнија по оставките на министрите кои доаѓаат од партијата ДУИ. И истите беа констатирани од страна на Собранието на Република Македонија на вчерашната седница. Кандидатите за нови министри кои се пред вас се предлог кој повторно дојде од страна на Демократската унија за интеграција. Имајќи во предвид дека се работи за влада за спроведување на изборите, која е договорена помеѓу политичките партии со договорот јуни-јули во Скопје, која има ограничен мандат и специфики, и имајќи го во предвид краткиот рок до распуштањето на Собранието заради одржување на изборите на 5 јуни, сметам дека е коректно и целисходно да се прифати предлогот за избор на нови членови на владата. Очекувам овие лица, доколку бидат избрани, да пристапат кон работата со максимална посветеност, почитување на Уставот и законите и да покажат однесување кое е совесно, одговорно и е во интерес на сите граѓани на Република Македонија. И покрај ограничениот перформанс на владата, очекувам овие лица да продолжат со спроведување на програмата на владата и проектите на владата, да имаат успешно и продуктивно работење во ресорот кој го покриваат, како и да остваруваат добра соработка со останатите органи и институции на државата. Би сакал и да истакнам и нешто што веќе го имам кажано, а тоа е дека владата за спроведување на изборите нема мандат и перформанс да владее на подолг рок, туку единствено да управува со процесите до одржување на изборите на 5 јуни. Очекувам и убеден сум дека граѓаните на Република Македонија на фер, слободни и кредибилни избори ќе одлучат за новиот состав на владата која ќе продолжи со спроведување на реални проекти кои се во интерес на народот и кои проекти обезбедуваат реални придобивки за секој еден граѓанин. Ви благодарам. Благодарам и јас. Ви благодарам. Господине премиер, најмалку што можеш да направиш, да ги кажеш само имињата на предлозите. За 7 министри и не знам колку заменици министри, ова е рекорд, за да се образложи предлогот, говор кој му припаѓа на премиерот, да го каже за лицата со кои ќе соработува. Но и ова само по себе говори многу, но за среќа на сите граѓани, ова е последната можност да правите сценарија од ваша страна. Денес, во суштина, не се случува именување на нови министри, туку денес се констатираат многу други работи. Првенствено се констатира неуспехот на тие кои беа претходно во тие функции. Се констатира неуспехот на една политика, на таа партија која ги определи претходно, а овие на кои веќе утре, условно кажано, им завршува мандатот, ова го рече и премиерот, со ограничени перформанси, говореше повеќе во тие 2 минути и 40 секунди, повеќе говореше за новиот состав по 5 јуни, одошто тоа што требаше да го искаже до 5 јуни. Значи, оваа влада ќе биде од утре техничка. Значи, само утре имате мандат да ги следите тие што беа претходно, а во однос на ваши лични придобивки. Со крадење, со корупција. Ова е тоа што тие кои беа претходно го правеа во овие минати години на нивно функционирање. Со лично збогатување и ниеден интерес кој оди во прилог на албанците. Денес се констатира неуспехот на оваа политика која вас ве определува денес во оваа должност, неуспехот на овие 2 минати години, неуспех на 5 минати години на владењето
неуспех на минатите 8 години на претходната влада и неуспехот на 13 години како дел од владата и само прокламирани како легитимни представници на албанците. Овие институции кои се раководат од албанци во суштина беа празни, бидејќи ништо не направија за албанците. Тука беа како да не бидат. И ќе продолжат овие функции да бидат празни со овие момци кои денес се предлагат. И од правен аспект не може да функционират затоа што се предизборна кампања. Јас спомнав начелната функција, приоритетна функција и функционирањето на ДУИ во оваа влада. Тие се во влада само за една работа, за да крадат и да се збогатат. Сега веќе е јасно дека од утре нема да имат можност да прогласуваат и тендери. Значи, првенствена активност на оваа влада престанува. Значи, со ова се настојува да се покрие реалниот проблем кој го имат, а тоа е нивен внатрешен проблем. Значи, не може да се покрие вашиот внатрешен проблем по 13 години владење, да се биде во власт не значи да се владее. И сега за 2 месеци во именувањето на овие млади момци наводно сакате да правите реформи, но никој не ве верува во тоа. И спасот на вашата кожа е единствена цел за која се трудите во овие денови и во секако наредните денови. Да не забораваме, да ја подсетам јавноста дека овој метеж отпочна, вие рековте ќе ја напуштите владата. Или не беше така? Дуи рековте дека ќе ја напушти владата. И завршивте менувајќи ги министрите кои од утре ќе бидат технички министри и нефункционални затоа што влегуваме во предизборен период. Значи, вие определувате нефункционални министри. Да ја разјасниме оваа дилема за граѓаните, на граѓаните да им биде појасно. Значи, ги осранувате лицата кои 13 години беа во функција, но во функција на збогатување, нивно лично збогатување и за крадење. Муса Џафери, одговорен за спроведување на Охридскиот договор. Не само што имаше застој, не можеме да говориме за застој на овој секретар, тука имаше целошно непочитување на Охридскиот договор и што некогаш представуваше овој Охридски договор. И на самиот крај, во последниот дух, откри нешто, ја откри анализата на овој договор. И од сето тоа констатира, без да се впуштавам на средствата за трошење стотици илјади евра за анализи, експертизи, кои работи кои треба да се разгледат, Муса Џафери констатира една работа. Негов целосен неуспех при спроведувањето на Охридскиот договор. И сигурно и на неговата партија. Ова е единствен бенефит од анализата на Охридскиот договор. Масивна корупција, ова сите го знаеме, Маđар Телеком, ваше наредно загрижување, вработување, сигурно 3000 до 5000 евра, во зависност од работното место, за секое вработување. Абдулаки Мадеми, во образование, претходно беше во Министерството за екологија, претходно во Охридскиот договор. Што останува од овој? Учебниците беа навредливи за албанците. Еве колку години е министер, замник премиер, можеше да направи многу повеќе. Најмалку тие учебници со кои учат нашите деца да немаат навреди за албанците, не повеќе. Значи, никој не бара или некој побара, но не се осваре да измени 3 или 4 називи на училишта. Тој и ова не го направи. Но беше министер и се уште усвари вчера даде оставка. Ова е, значи, во однос на Абдулаки Адеми. И
беше министер за екологија, му го препушти министерството на Нурхан Езаири, му го остави загадувањето со илјадници тони труење, секој ден се пушта во воздух, се трујат албанците, а ова е подарок од Нурхан и од Абдулачем и од претходниот пред Абдулачем да биде министер во тоа министерство. Не можеме да имаме унифициран буквар. Ова не може да го направи. Учениците албанци и учениците се лишени од правото со си да учат од еден заеднички унифициран буквар. Ова не може да го направи. И не го направи. За Нуран говорев. Кажав доста. Албанците ке кажат повеќе сигурно на денот на изборите. Аднан Јашари предходно беше Блерин Беџети министер за правда, остана Монструм, Сопот, Куманово, катастрофална застапеност во судовите, во обвинителството, доживотна казна затвор за албанците, во дневни дози, без ниту еден проблем. Значи, без исклучок. И сето ова се идентификува со еден ресор кој непрекинато го раководеше Дуи за време кога се на власт Беким Назири, ни една инвестиција за албанците, ни едно работно отворено место за албанците. Значи, ништо нема направено за албанците. Се знае каде беа инвестициите на оваа влада и слободните зони во албанските подрачја се празни. Ако посадеа компири, ке има некоја придобивка. Но нешто направи Беким. Тој успеа да го зголеми бројот на своји бизниси, на своји локали во Скопје, во Чаир, своји куќи. Целата јавност ова го знае. Од еден таксист. Да се биде таксист е честна работа, но сега е станал милионер. Фатвир Бесими, интеграцијата, клучното прашање на платформата на оваа партија, значи на Дуи, во сите овие минати години. Интеграцијата на Македонија во Европската Унија. Скандалозен, целосен неуспех, кој за среќа завршува со колку толку сатисфакција во неговата работа. Која е таа сатисфакција? Значи, почетокот на расветлување на голема афера во ресорот кој го покриваше тој, значи се работи за употребата на ИПА фондовите. Значи, не беше задоволен со парите на домашните даночни обврзици, но работата ќе излезе уште поголема злоупотреба на парите на граѓаните од Европската Унија. А локалната власт никој не дозна кога стапи, кога ја напушти функцијата. И не вреди да говорам за него. Корумпирани и тужени е исто. Значи, ништо нема да се смени, но за жал, сметката секојдневно ја плаќаат албанците. Значи, констатацијата е дека лошите бегаат, но злото останува.